Здраво, ова е 282-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Барби на Грета Гервиг, во кој станува збор за Барби, глумена од Маргот Роби, која живее во Барбиленд, идеалниот свет во кој барбиките сметаат дека нивното раководење го подобрува реалниот свет и еден ден доживува екзистенцијална криза, ставајќи го прашање низиното постојање во мигот кога некое девојче од реалниот свет ќе престане да верува во неа и запоставувајќи го играњето со неа, отвара портал помеѓу световите, кој на Барби ќе и препише белези на старење, односно очовечување. Кога холивудски режисери ќе се нафатат да работат на некој препознатлив белег од популарната култура, снимајќи филм со мултимилионски буџет, авторството и креативното влијание се првите фактори кои ги фрлаат низ прозорец, затоа што овие филмови се напишани и препишани од мноштво сценаристи, кои од колено на колено ги наследуваат правата за пишување на филмот, кој ќе биде режиран од одборот на продуценти, а не од безгласната фигура, која се нарекува режисер. Ова погубна констатација се потврдувала во секоја модерна адаптација на некој лик во собственост на Дизни, на пример, но најголемото разочарување се случува кога некој автор кој доаѓа од независната сцена, односно кој ги извалкал рацете пред да се дограва до милионскиот буџет, ќе се согласи да сними еден ваков филм по нарачка и комплетно ќе го занемари собственото авторско јас. Сведоци бевме на еден таков неодамнешен случај со Гај Ричи, кој, познавајќи ги неговите крими комедии, не би имал никаков проблем од Аладин да направи Вагабонд избеган од Снеч, меѓутоа не гледавме негов авторски филм, туку дело снимено со продуцентски концензус наменето за најмладите. За разлика од него, Грета Гервиг исто така сними филм кој е наменет и за најмладите, меѓутоа повозрастните ќе може да го разберат софистицираниот хумор на филозофката, која не се плашеше да го употреби незиното знаење за да сними еден уникатен филм, како што само таа може да го сними и како што никогаш нема да погледнете пак. Ако сака Грета да сними достоен филм на незиниот сензибилитет, тоа значи дека треба да собере екипа на одметници кои ќе веруваат во незиниот луциден пристап. Секако дека во првата борбена линија е незиниот косценарист Ноа Бомбах, кој е на располагање за да помогне во доловување на потребната тродимenzионалност на ликовите кои се базираат на играчки, како и за балансирање на хуморот со мелодрамата во бизарните светови кои се составени. А за да се доловат саканите изведби на актерите и актерките кои ќе го сватат сериозно несериозниот подвиг да се вдахнуваат со живот копиите на Барби и Кен, најмени се прекрасната Маргот Роби да биде символот на стереотипната Барби и шармантниот Рајан Гослинг да ја пренесе приказната за занемарениот Кен во Барбиленд, кој, откако ќе се огледа до каде има дојдено патриархатот во реалниот свет, ќе одлучи да се наметне тој со неговата тајфа во Барбиленд, кај што до тогаш последниот збор го имала Барби и незините итерации, глумени од Иса Рей, Кейт Маккинон, па дури и Дуа Липа, додека пак Кингсли Бенадир и Майкл Сина се верзии на Кен, а Майкл Сера глуми една неуспешна итерација на пазарот именувана Ален, кој како да живее во постојана криза на идентитет и секој момент е подготвен да го скрати своето беззначајно постоење, затоа што е недоброволен заробеник на неговото пластично тело. Секако е дека на еден ваков сериозен филм потребен е и гласот на Хелен Мирен да биде нараторка, која пригодно постмодерно ќе интервенира во мигот кога Барби ќе се почувствува дека не е убава, бидејќи неумесен е кастингот на Роби, ако веќе треба ликот да се сомнеа во собствената убавина, што Маргот ја глуми. Компанијата која стои зад филмот, која ја има создаден Барби, фирмата Mattel, се разбира дека е застапена во реалниот свет. Филмот, која многу ми наликува на канцелариите од Playtime на Жак Дати, на чиешто раководство е одличниот Вил Фарел, кој е тука со сериозност да ја одглуми доделената комична улога. Ова е моја интерпретација, која најверојатно е погрешна, но вратата во салата за одбор со прелевањето на боите од вино-житото многу ме потсети на еден од колоритните сетови на Holy Mountain на Жодоровски. Ова е мое проектирање, ама мислата ми замина натаму. Колку што Барбиленд е град во Шведска, толку е таа сцена аналогна на опусот на Жодоровски. Во Барбиленд распределбата на превласта е во полза на таборот на Барби, кои ги имаат убавите куќи, а на Кен му е препуштено да го сподели со плажата, со тоа што тој е во подредена позиција,
со оглед на тоа што тој е создаден по креирањето на Барби, како незина поддршка, односно незина Ева, и исто како и Барби е во потрага по собствениот глас, меѓутоа од реалниот свет ги презема карактеристиките на неговиот пол кој го има доведено овој свет во постоечкото дередже, ама кожурецот Кен треба да го преобрази во Броки, па затоа му е потребно едно негово еманципирање и себеосвестување, кое за Барби започнува во мигот кога ќе почне да размислува за смртта, будејќи се од илузијата на репетицијата на идиличниот ден. Симнувањето на стапалата е само уште еден фактор на напукнувањето на фасадата на совршениот тавтолошки сон, од кој постепено се пробудува. Нерамноправноста е рефлексирана и во реалниот свет, кај што одборот на Мател е составен од мажи, што не е далеко од состојбата во фирмата низ годините, што е иронично бидејќи тие одлучуваат со што ќе си играат девојчињата, а најлогично би било девојче да знае со какви кукли би си играле девојчињата, ама логиката понекогаш е неупотребливо, не само во Барбилен, туку и во реалноста. Во едната сцена се разбира дека е пастиш на култната сцена од Кюбриковата Одисеја 2001, кај што наместо коски се употребени кукли, а нивната револуција започнува со појавувањето на монолитот, односно влегувањето на пазарот на оригиналната Барби, давајќи му до знаење на гледачот дека ќе сведочи на постмодерно пастиширање, на кое нема да има крај, надополнето со матриксовиот избор дали да се остане во пластичниот свет со помош на штиклата или да се влезе во реалноста преку влечката. Овие референци се наменети за повозрастните гледачи, а не за најмладите. Барби е сите жени и сите жени се Барби е клаузула која најдобро ја дефинира повеќе значноста на сенаменската барбика, која за секој девојче представува идол во кој може да се угледа, достигнувајќи се што ќе посака, што ако не е слоган за феминизам не би знаел што е, мотивационен повик кој девојчињата од реалниот свет постепено го занемаруваат во мигот кога суровата реалност ќе започне да ги поставува ненаминливите препреки на нивниот пат до успехот, и што всушност го дефинираат како успех и дали тоа е нивната цел или е наметнат стремеж, и дали неговото достигнување ќе ги направи среќни индивидуи кои кога ќе се присетат какви копнежи имале како млади, дали ќе очајуваат дека не ги достигнале, попатно заборавајќи ја својата самопочит, или ќе бидат задоволни со тоа што ќе го имаат, но дали тој спокој ќе вроди со индигнација. Сега знаете зошто маратонските реченици на Гервиг ми се славост, а монологот на Америка Ферера, која ја глуми Глорија, за тоа што значи да се биде жена е фантастичен, што ви рекле Аква. Куклите, дисконтинуирани од употреба, се разбира дека своето место ќе го најдат во Барбилен, кои токму поради својата бизарност се отфрлени од продажба, но таа невообичаеност ја употребува Грета за да се истакне низината чудна смисла за хумор. Признавам дека Металика логото на Кен ме фати неподготвен, а кратката реклама за однесувањето на денешните анксиозни и депресивни Барби е одлична. Кендом за некого е редро, ама не сум сигурен дека сите љубители на Justice League ќе дојдат до оваа референца, ниту тие што ќе менсплейнаат за значењето на кум. Овие интертекстуални паралели се доследни на постмодерната природа на филмот. За да се естетизираат во кадар практичните розови продукцијски дизајни од сетот на Сара Гринвуд, повикан на соработка е врвниот естет на Инариту и Скорсезе, Родриго Прието, директор на фотографија кој најмен преувеличените ликови да ги кадрира во смалениот розев свет, за да се задржи неговата артифицијалност, но сепак да наликува на куќарките со кои си играле децата, како контрапункт на реалниот свет во филмот, кај што Барби и Кен ќе завршат во потрага по себе си. Монтажерот Ник Ху е задолжен за да го воспостави преминот помеѓу двата света, помеѓу сон кој можеби е јаве и јаве кој можеби е сон, успева да го задржи вниманието на гледачот со забрзаниот ритам, но без разлика колку е филозофски и проникливо сюжето, искористени се структурални елементи од фахот на романтичните комедии, кај што протагонистите треба да се прифатат себе си на крајот, такви какви што се, и да живеат со последиците на своите одлуки, надминувајќи го стравот од промените. Марк Ронсон и Ендрю Вајт се композиторите на филмот, што значи дека Грета имала идеја да ја создаде потребната поп-милозвучност, која ќе се одвестува на овој артифицијален свет, со тоа што се повлекуваат музички паралели во филмот и кон диско ерата, но исто така не е залудно потрошена сценографијата без да биде искористена како подлога за мюзикл, па дури и борбената наезда на Кеновите е решена низ музичка пресметка. Ќе беше криминален чин ако на некој начин не беше реферирана Барби Грл на Аква,
така што за една своја итерација и оваа композиција си го најде своето место, иако се сомневам дека филмот ќе се памти по своите песни, без разлика на тоа што Слеш и Волфганг Ван Хейлен свират на гитара и Роб Томас ја пее песната на Кеновите. Режисерката Грета Гервиг е составен дел од Мамблкор генерацијата на автори кои започнаа да го ставаат својот белег на американската независна филмска сцена кон крајот на 90-тите и почетокот на 2000-тите. Таа се спријателува на факултетските денови со еден од најпродуктивните дејци на таа сцена, Џо Сванберг, глумејќи во неговите филмови, но исто така заедно со него го режира првиот нејзин филм Nights and Weekends од 2008 година, во кој таа и Џо се носечките улоги на филмот за пар кој треба да се справи со предизвиците на нивната врска на дистанца. Нејзин самостоен режисерски потфат е Лејди Бърд од 2017 година, филмот за созревањето на 17 годишната девојка која има афинитети да создава уметност, па затоа се обидува да се вклопи во сцената во Сакраменто. Филм кој беше номиниран за 5 Оскари, добитник на Independent Spirit за сценариот, 2 златни глобуси, награден на Palm Springs и од бројни издруженија на критичари. Незиниот нареден режисерски потфат е добитникот на Оскар за костимографија, односно адаптацијата на Little Women од 2019 година, филмот за 4 сестри Марч, од кои секоја сака да си го живее животот по нејзин терен. Гервиг исто така е муза на Бомбах пред камерата и е косценаристка на неговите филмови, така што нејзината кариера како актерка е пообемна од режисерската, составен дел и од тимот на сценаристи на новата итерација на Снежана, но не очекувајте дека ќе погледнете постмодерна лакардија како Барби, затоа што Грета не е режисерка на филмот и не е нејзиниот збор последен таму. Соработува и со Дуа Липа за нејзините видеоспотови. Филмовите кои ги режира се предводени од силни женски ликови, кои се во постојана потрага на себе си, за да може да ги реализираат јавно зацртаните цели и дострели кои ги имаат ставено пред себе, не дозволувајќи да биде скротен нивниот бунтовен дух и непореклива волја. Со оглед на тоа што популистичкиот филм се обидува да ги задоволи возрастните и најмладите гледачи, се прави несакан компромис, кај што не баш сите хумористични потфати се подеднако ефективни и некои шеги паѓаат во вода, потсетувајќи ме на Don't Look Up, но тоа целење на широката публика е одлука која ќе го направи филмот да биде запамтлив и да биде карта на која ќе се повикуваат нови млади интелектуални режисери и режисерки кои ќе сакаат да ја первертираат нормата. Како и барвиките, така и овој филм за некого ќе биде сексуализиран консумеризам, а за други ќе биде мериторен феминистички повик. Соработката е своевидна дидактичка резонанца во филм, но со секое наредно гледање станува подобар. На блокбастерот не му се потребни филмските фестивали за да дојде до широката публика, кога има буџет од $100 милиони и истите ги врати уште првиот викенд на бокс офисот, а со оглед на тоа што беше прикажан над 4000 киносали широм светот, не е никакво чудо што собра $1 милиарди на киноблагањите и стана еден од најуспешните филмови на Warner Bros за оваа година, кој своето препознатливо сино лого го обоја во розово за потребите на филмот, иако имаше премиера во ист ден како и новиот филм на Кристофер Нолан. Мислам дека апетитите на Warner нема да завршат тука и ќе се атакува и на Оскарите, барем на Оскарот за популарност во најмала рака. Филм за екзистенцијалната криза на Барби и Кен, кои се будат од сонот на идиличниот живот и преку патешествието во реалноста се обидуваат да го осознаат собствениот пластичен идентитет и дојдат до спознанието за нивната функција во светот. За нив животот е една долга забава, додека не почнат да размислуваат за неудобноста на постоењето и неизлечливоста од смрт. Ако морам да го евалуирам, тогаш Барби од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 282-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!